Драги првачи, добре дојдовте во нашата училница. Се викам Елена Тодевска, работам во Општинското основно училиште Свети Кирил и Методи, село Кучивиште, како наставник во прво одделение. На денешниот час по македонски јазик ќе се запознаеме со приказната Куќичката на Тоби, а ќе дознаеме и како да ги употребуваме косите линии. Целта на часот е оспособување активно слушање на приказната, како и да се стекнете со поголема сигурност и контрола на движењето на раката. Потребен материјал за денешниот час и прибор за цртање. Куќичката на Тоби. Денес е убаво пролетно утро. На Тоби му е роден ден. Тоби е милениче на нашата другарка, првачето Ива. По тој повод, таа сакаше да направи нешто убаво за своето милениче. Откако го нахрани, Ива го прошета до блиската околина и си поигра со Тоби. Кога се вратија од прошетка, Ива реши да му ја разубави куќичката на Тоби, но како да го направи тоа? Таа не знаеше да пишува, но затоа знаеше убаво да црта. Започна со кровот. Црташе коси линии во различни бои. Истото го направи и со останатиот дел од куќичката. Сега таа изгледаше поубаво. Малото бело облаче ја забележа Ива и сакаше да се пошегува со неа. Пушти неколку ситни капки врз куќичката со цел да ги избрише линиите, но не успеа. Откако заврши со декорација, Ива куќичката ја закити со една нивна заедничка фотографија која беше ставена во рамка. Така Ива му го разубави роденденот на Тоби. И тој беше многу среќен. Ајде да видиме. На кој начин Ива ја декорираше куќичката на Тоби? Така е, со коси линии, бидејќи таа не знае да пишува, црташе коси линии во различни бои и куќичката стана поубава. Дали можете и вие да го направите истото? Дали со помош на коси линии, распоредени на едната и другата страна, може да украсите некој предмет? Секако дека можете. Јас ќе ви предложам неколку примери, но употребете и вашата фантазија. Земете го приборот за цртање и ајде на работа. Вие го можете тоа. За почеток, ќе ви предложам една торта, која што исто така можеме да ја декорираме со шарени коси линии, распоредени на едната и на другата страна. Потоа една убава куќичка, која што можете исто така да ја декорирате со косите линии, како што Ива го направи тоа за куќичката на Тоби, но еве ни едно превозно средство, односно едно преубаво вовче, кое што вие можете уште поубаво да го разубавите. Останете со добро здравје, ви благодарам за вниманието.